Почетокот од новата 2017 година, меѓу другото, ќе биде запаметен по екстремно ниските температури кои ги имавме постојано во текот на целиот јануари, но и по големиот број на заболени граѓани од грип. Но Штипјани го победија грипот. Бројот на новозаболени постојано се намалува, информираат од Штипскиот центар за јавно здравје. Изминатава недела се регистрирани само 17 за разлика од претходната, кога имаше 49 случаи. Од декември, кога беше регистриран и првиот случај, до денес 1594 штипјани го прележале сезонскиот грип. Сепак, епидемиолозите апелираат дека сезоната на грипот се уште не е завршена. Со затоплувањето на времето, вирусот повторно може да земе замав. Тоа би било некаде крајот на јануари, февруари, меѓутоа грипот, сезоната на грипот трае и во март, па може би некојаш и почетокот на Штипскиот совет на млади ќе изготви стратегија за подобрување на животот на младите во градот. Образование, култура, неформално здравство, клучни сегменти на кои ќе се работи годинава. Ова е период кога градоначалниците даваат отчет за сработеното во изминатиот период. Во оваа информативна емисија да го проследиме отчетот на младиот и успешен градоначалник на малата, но убава Македонска Каменица. Над 200 милиони денари се инвестирани во капитални објекти и инфраструктурата во Македонска Каменица во текот на изминатава година. Во денешниот отчет градоначалникот Дарко Митевски истакна дека годинава за граѓаните ќе профункционираат неколку значајни објекти, а ќе се градат и нови улици и патишта, но ќе се доуредува и речното корито. Македонска Каменица заврши капитални проекти кои годинава ќе бидат ставени во функција на граѓаните. Градоначалникот на општина Македонска Каменица Дарко Митевски во својот денешен отчет потенцираше дека инвестирани се 80 милиони денари во објекти, од кои над 40 милиони денари се во изградба на Домот на културата. Во 2016 година целосно е завршен дневниот центар за деца со посебни потреби, со кој што очекуваме со формирањето на владата да биде ставен во функција. При крај е завршувањето на куќата на спортот, со што ќе биде ставено на располагање на сите спортски клубови еден маркантен и убав објект во општина Македонска Каменица, кој што ќе има за задача да го развива спортот во општина Македонска Каменица. Исто така тој ќе биде и дом на фудбалерите од нашиот фудбалски клуб Каменица Саса. Значајен објект кој што работевме во изминатиот период е исто така и Домот на културата, кој што е завршен во вредност од 42 милиони денари, средства кои што ги обезбедивме од Светска банка. Реконструирани се и собликувалните и тоалетите во градскиот базен. Изградени се типски мостови по течението на Каменичка река. Градоначалникот на Македонска Каменица вели дека минатата година беше значајна и во делот на изградбата на локалните патишта. Преку средствата кои што ги добивме од Министерство за финансии како грант, го градиме патот во села Саса, тоа е до Саравска мала, го градиме патот во село Моштица до Перчачка мала. Средствата кои што ги добивме од Агенција за поддршка во земјоделието и руралниот развој, ги оградиме патот кој што е пред асфалтирање за во село Саса до Мечкарска мала, во село Цера до Мала Помаци, како и во село Дулица до Дулгерска мала. Паралелно на тоа, со средства од буџетот на општина Македонска Каменица во вредност од приближно 15 милиони денари го изградивме локалниот пат во село Косевица. Околу 65% од средствата за реализација на овие локални патишта се од владата и донации. Во Македонска Каменица во патната инфраструктура и во нови улици низ градот се инвестирани околу 200 милиони денари. Митевски забележа дека годинава треба да се заврши и атмосферската и фекална канализација во градот, чија вредност е 18 милиони денари, средства од буџетот на општината. Она што е значајно што треба да го најавиме за во 2017 година е дека со наши средства ќе го изградиме и каскадниот прак во долна река со продолжување на кејот на река Каменичка, еден проблем кој што го имавме
Цела општина, посебно граѓаните на Долна река, планираме да го надминеме. Веќе правиме проектна документација за водоснабдителни системи во село Тодоровци, Луковица, Моштица и Павлишдол, кои што проектите се завршени. Наскоро ќе објавиме тендер за отпочнување на инфраструктурни активности. Митевски истакна дека во тек се и тендерските постапки за изградба на мали пристапни патишта во скоро сите села. Од петок стартува и проектот бесплатен превоз за пензионерите и социјалните семејства. Продолжуваат со субвенционирање на учениците и децата во градинките, во делот на исхраната и учење на англиски јазик и физичко. Во делот на културата Македонска каменица и оваа година ќе ги финансира познатата Бабина баница, Каменичко културно лето, а ќе имаат и два нови фестивали. Едниот е за детски песни, а вториот е фолклорен фестивал за изворни оркестри. Во програмата за поддршка на граѓанскиот сектор, одделението за локален економски развој на општина Пробиштип планира да реализира стратегии кои се однесуваат за развој на туризмот и земјоделието, како и активности кои се насочени кон енергетската ефикасност. Програмата за локален економски развој во општина Пробиштип за 2017 година предвидува реализирање на низа проекти за поддршка и развој на граѓанскиот сектор. Ќе се изработуваат стратегии за туризам, земјоделие, ќе се реализираат и трибини, а исто така ќе се работат и активности поврзани со енергетската ефикасност. Имаме предвидено изработка на неколку стратешки документи. Едната од нив е стратегија за развој на туризмот во општина Пробиштип, како изработка на стратегија за земјоделието и искористување на потенцијалите. Имаме предвидено организирање на трибини, предавања, советувања во областа на предприемништвото. Имаме предвидено и средства за поддршка на локалниот младенски совет. Понатаму имаме предвидено реализација на многу значајниот проект за енергетска ефикасност, кој што го добивме преку ИПА проектот. Тоа е во вредност од 9.700.000 денари, а ќе се однесува на реконструкција на зградата на Дом на култура Злетовски рудар од Пробиштип. Понатаму имаме предвидено низа на проекти кои што треба да се реализираат преку источниот плански регион, затоа што нашата општина има досега скоро секоја година реализираме и одредени активности преку нив. Нормално, имаме предвидено промоција на одредени проекти, печатање на промотивни материјали, имаме предвидено подготовка на апликации по сите огласи кои што ќе бидат, дали се тоа по амбасадите, дали ќе бидат тоа преку ИПА фондовите, дали ќе бидат преку владини одредени агенции. За локален економски развој се планирани 750.000 денари само за поддршка на проекти поврзани со животната средина. 500.000 денари треба да стигнат во одделението за локален економски развој преку донации од проекти. ИПА програмата во општина Пробиштип оваа година за проекти ќе оддели околу 10 милиони денари. Штипскиот совет на млади ќе изготви стратегија за подобрување на животот на младите во градот. Образование, култура, неформално здравство се клучните сегменти на кои ќе се работи оваа година. На јавниот повик со своји идеи може да аплицираат млади лица на возраст од 16 до 22 години. Штипскиот младински совет е единствен во источниот дел од државата кој ќе изготви ваква стратегија. Штипскиот совет на млади ќе крои стратегија со која ќе се подобри животот на младите во градот. Ќе биде објавен јавен повик и сите млади лица можат да ги доставуваат своите идеи. Штипскиот совет е единствен во источниот дел од државата кој ќе изготвува ваква стратегија. Клучни сегменти на кои ќе се работи со образованието, културата како и неформалното образование. Како една од проблематиките кои што ќе обработуваме е младите невработеноста, но не од аспект, невработеноста како проблем во едно општество, туку што е тоа што е потребно за една млада личност да најде работата која што ќе ги исполнува во општество и дали невработеноста представува само плата или представува начин на живот. Едукација на младите за отпочнување на сопствен бизнис е еден од најзначајните проекти кои Советот на млади ги реализираше во текот на изминатата година. Во Штип имавме Youth Exchange, каде што 40 млади од цела Европа тренираа овде за здрави навики на живот, а нашите млади беа дел од такви европски проекти во преку 10 европски држави.
На јавниот повик со своји идеи може да аплицираат млади лица на возраст од 16 до 22 години. Фондацијата за развој на локалната заедница Штип почнува со проектна активност која треба да ги засили локалните организации во насока на позитивни социјални практики. Фондацијата во изминатиот период работеше со 8 општини, а сега ќе вклучи уште 16. Фондацијата за развој на локалната заедница во Штип континуирано години назад работи на поддршката и развојот на граѓанскиот сектор. Од оваа година фондацијата 3 години ќе реализира проектна активност која ќе го следи буџетирањето и развојот на граѓанскиот сектор. Насловот на проектот е Силни локални организации за позитивни социјални практики. Оваа година започнуваме со нова програма која што ќе биде долгорочна, ќе трае 3 години и е насочена пред се на локалните невладини организации во Република Македонија. Целта е да се зајакнат локалните организации и да имат соодветно влијание во креирањето на јавните политики и процесот на донесување на одлуки и на локално, но и на национално ниво. Самата програма е дизајнирана така што има две компоненти. Едната компонента е поврзана со начинот на финансирање на локалните организации и тоа пред се од буџетите на општините, при што ќе се насочиме кон развивање на транспарентна и отчетна методологија за доделување на средства за невладини од општинските буџети, но исто така ќе има и дел кој што е насочен кон зајакнување на нивните капацитети преку менторство и обуки за локалните невладини организации, па што ќе следи и дел со конкретна финансиска поддршка за спроведување на конкретни акции. Минатата година Фондацијата за развој на локалната заедница работеше со 8 општини каде се следеше буџетот и практиките на реализација на истиот. Оваа година Фондацијата ќе работи со уште 16 општини. Регулаторната комисија за енергетика денеска одлучи од полноќ граѓаните да точат нафтени деривати за повисоки цени. Според одлуката, дизелот и Евросуперот од 98 октани поскапуваат за половина денар. Во цени зголемувањето би изгледало вака. Евросуперот од 95 октани ќе се точи за 66,5 денари, а евродизелот за 53 денари. Евросуперот од 98 октани останува со непроменета цена и во следниве 2 седмици ќе се точи по иста цена како и во изминативе 2 по цена од 68,5 денари. Екстра лесното масло за домакинствата поскапува за 1 денар и ќе чини 42 денари. Овие цени ќе важат од полноќ па се во следниве 2 седмици. Во продолжение дел од содржината на крими билтенот на секторот за внатрешни работи Штип, кривична пријава и притвор за дрога за дилер од Штип. При претрез во неговиот дом полицијата пронашла 760 грама марихуана и семки од растението канабис сатива. 27-годишниот штипјанец ја набавил марихуаната на почетокот на годината од непознато лице од Скопје. Истата имал намера да ја препакува и продаде на зависници. По превземените оперативни мерки и действија и по претходно добиена наредба од основниот суд во Штип, полициски службеници извршиле претрез во неговиот дом. На 3 февруари извршен е претрез во домот на пријавениот во Штип, при што пронајдена и одземена е опојна дрога марихуана во вкупна нето тежина од 767 грама, 8 семки опојна дрога марихуана, 2 дигитални ваги и 2 метални дробалки наменети за подготовка во помали паковки на опојната дрога марихуана заради продажба. ЕФО денеска е со кривична пријава од полицијата за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, а судија на претходна постапка на осомничениот му одредил 30-дневен притвор. Се почесто се краде оружје. Викендов во штипската полиција пријавена е кражба на пиштол. 50-годишниот штипјанец го чувал во подрумот во стамбената зграда на улицата Булевар Јона, каде живее. Според полицијата, крадецот делувал преку дрвениот прозорец, влегол внатре и почнал со пребарување. Пиштолот го нашол во дрвен сандак, а освен со оружјето, оттаму заминал и со 2 празни рамки за истиот, ракија, масло и друго. Собственикот на пиштолот имал дозвола за поседување на оружје.
Инаку само за подсетување, пред 10 дена од куќа во селото Бучиште, Пробиштипско, беа украдени 3 ловџиски пушки и 50 патрони. Продолжуваме со преостанатите актуелности. Немањето модерна железничка инфраструктура е најголемата пречка за развој на бизнисот во регионот, зашто Балканот е слабо поврзан, а интеграциите не се на задоволително ниво. Беше речено денеска на пресконференцијата во Стопанската комора. Според оперативниот директор Елена Милевска-Штрбеска, освен недоволната инфраструктурна поврзаност, бариери се и ограниченоста на пазарот, недостигот од деловно искуство, како и послабите дипломатски мрежи. Овие и други прашања ќе бидат отворени на предстојната трекалезна маса на тема позицијата на малите земји во меѓународната економија, предности и недостатоци, закажана за 17 февруари, кога воедно и ќе се одбележи 95 години од Коморското здружување во Македонија. Трекалезната маса ја организира Стопанската комора и на неја ќе биде промовирана иницијативата за поврзување на предприемачите од малите земји. Заедничко планирање на инфраструктурата, заеднички настав за привлекување странски инвеститори и обезбедување услови за заштита на меѓународните вложувања, напомена директорката, се неопходни за унапредување на економските односи во регионот. Во делот за спорт, фудбал и бокс. Екипата на Брегалница во пријателски контролен надпревар во Штип ја победи екипата на Хоризонт од Турново со 3:1. Стрелци на головите за Брегалница беа Георгиев, Вучетиќ и Костадинов, а стрелец за Хоризонт беше Мерсовски. Генералната проба пред почетокот на пролетниот дел Брегалница ќе ја има на 11 февруари, кога на градскиот стадион во Штип ќе се сретне со екипата на Земун. Председателот на регионалната боксерска лига Јурица Рунтиќ во посета на Штип пред стартот на првата сезона во која Македонија ќе представува боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев ја поздрави оваа иницијатива за меѓусебно регионално поврзување во интерес на боксот како олимписки спорт. Денес во посета на градот Штип е председателот на новоформираната регионална боксерска лига со седиште во Загреб Јурица Рунтиќ. Со цел запознавање со условите и активностите на боксерски клуб Пинк Пантер, кој ќе биде македонски представник и на градот Штип, како прва цел на гостинот беше посетата во кабинетот на градоначалникот Илчо Захариев. Градоначалникот, поздравувајќи го регионалното боксерско поврзување на клубови од бившите југословенски простори, изрази надеж дека сејајот на некогашните боксерски легенди ќе го вратат некои нови дечки од овие клубови, а Штип како град ги поддржува ваквите иницијативи. Спортот не познава граници и јас сум среќен што навистина такви иницијативи постојат, а ние како држава ги поддржуваме нормално, а ние како општина секој ќе поддржиме клуб од нашата општина кој учествува на такви надпревари. Упорноста на Илија Младеновски се исплатеше и неговата иницијатива вроди со плод со создавање на регионалната боксерска лига. Сега треба да се запознаат спортските федерации, како и бизнес секторот, да припомогнат околу афирмацијата на клубовите, нивното одржување и неопходната соработка околу организирањето на боксерските спектакли кои престојат. Сама регионална лига замишлена е као проект у коjem учествуе 4 земје, за сада е 7 клубова. Тај проект иде далje 2018. kada ulaze još 2 zemlje gdje će brojiti se oko 10 klubova, dvokružno se boksa, dozvoljena su 3 stranca. Nadam se da ćemo boksu koji je sada pao dosta na niske grane dati onaj potreban sjaj koji ga je krasio prije 30 godina kada je u bivšoj državi bilo jako puno olimpijskih, svjetskih i evropskih šampiona, pa tako možemo, evo, kad smo već u Makedoniji, Acuru Sevskoga spomenuti, imamo Matu Parlova, velikog Matu Parlova, Marijana Beneša, braću Kačar, Aziza Salihua i tako dalje, mnogo drugih boksača, da ih sada ne nabrajam. Nadam se da će ovom ligom vratiti boksu potreban sjaj, da ćemo ga podići na onu razinu gdje bi trebao biti, te da
će ovo koristiti dosta našim nacionalnim selekcijama u postizanju što boljih rezultata na evropskim, svjetskim i olimpijskim igrama. Раководството на боксерски клуб Пинк Пантер своите амбиции може да си ги предочи на сите влијателни спортски чинители, имајќи во предвид дека боксот е олимписки спорт. За таа цел веќе се договорени посети на спортските асоциации, како и на познати бизнес структури за понатамошна заедничка соработка. Регионалната лига е, како што веќе кажа председателот, формирана, званично е основен правен субјект, седиштето на регионалната лига во Загреб, а почетокот на мечевите кои на лигашкото надпреварување кое ќе се одвива двокружно е на планира за викендот од 4 и 5 март 2017 година. Ќе се боксува 14 кола, од кои нашиот клуб Пинк Пантер ќе биде домаќин на 6 кола, гостин исто така во 6 кола и 2 кола ќе биде слободен. Еве по ждрепката за почеток на првиот викенд, во почетокот на лигата, ние имавме ждрепката ни се падна да бидеме домаќини на боксерскиот клуб Војводина Спартак од Нови Сад. Тоа се клубови со веќе докажана историја, со квалитетна постава на екипата. Се што се надеваме дека достојно ќе ги одбраниме боите пред се на нашиот клуб, на нашиот град, да ја представиме нашата држава Република Македонија во најдобро светло и се надеваме што повисок пласман на табелата на резултати. Во првата сезона во регионалната лига ќе настапуваат 7 екипи од 4 држави, и тоа екипата на Сесвето од Загреб, Хрватска, Лозница, Лазаревац и Војводина Спартак од Нови Сад, Република Србија, Радник од Бјелина, Босна и Херцеговина, Славија од Бања Лука, исто така од Босна и Херцеговина, и Пинк Пантер од Штип, Македонија. Овде ја заокружуваме понеделничната информативна емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието и имајте убава вечер.